Добар ден, почитуван адмирал Фого, почитуван началник на Генералштабот, почитувани медиуми. Навистина ми е задоволство што можам да му посакам добре дојде на адмиралот Фого, кој ја посетува Македонија во период кога забрзано се подготвуваме да ја реализираме нашата стратешка цел – членство во НАТО. Министерството за одбрана, Армијата на Република Македонија и Здружената команда на сојузничките сили во Неапол имаат навистина долгогодишна и плодна соработка во повеќе области. Ние сме навистина искрено благодарни за постојаната поддршка која што ни беше дадена во процесот на планирање и реализација на одбранбените реформи. Оваа поддршка доаѓаше од страна на НАТО канцеларијата, која што е тука во Министерството за одбрана и која што е под ваша команда, господине Фого. И јас како министерка, и владата, и македонските граѓани сме навистина благодарни што со вашата посветеност, вашиот труд и вашата поддршка сте една од причините поради кои Македонија заслужи да стане 30-та членка на НАТО алијансата. Како на одговорна команда за силите на НАТО на Косово, KFOR, можам да порачам дека Македонија со истата посветеност како и досега ќе продолжи да ја дава сета поддршка на силите кои што и досега транзитираа низ Република Македонија. Како и на нашиот состанок и овдека, ќе ја потврдам нашата подготвеност да започнеме и со оперативна поддршка на силите на KFOR со штабни офицери од Армијата на Република Македонија. Го гледаме тоа како шанса за придонес кон НАТО, но и како шанса да ја збогатиме и нашата регионална соработка. Македонија го продолжува и го засилува своето присуство и учество во мисијата одлучна поддршка во Авганистан, бидејќи чврсто веруваме во вредностите на алијансата. А тоа е дека мирот, стабилноста и безбедноста во светот влијаат позитивно на секоја земја. Влијаат позитивно на Македонија, влијаат позитивно на Европа. Денешната посета на адмиралот Фого ја гледаме како израз, уште еден израз на поддршката која што НАТО ја дава на процесот на интегрирање на Македонија во најмоćниот воено-политички сојуз на денешнината. Македонија покажа дека има капацитет за придонес и во командите на алијансата, и тоа со учество на два штабни елементи во командата на Неапол. И денеска разговаравме повторно да обезбедиме присуство на наши штабни офицери во командата во Неапол во текот на следната година. Почитуван адмирал Фого, почитувани медиуми, дојдовте во земја во која не така одамна чувствувавме притисок на многу сериозни предизвици. Но оваа земја и нејзините граѓани покажаа дека желбата да се живее слободно, мирно, демократски, желбата и намерата да се живее во земја во која владее правото, а не силата, во која владеат законите, е вистинска, реална и силна. Македонија беше наречена единствениот зрак надеж во Европа во текот на оваа година, бидејќи со храброст и со одлучност решивме да се справуваме со проблемите, а не да се оправдуваме со проблемите кои го мачеа и нашиот регион и нас. Со мудри и храбри одлуки продолжуваме на патот кон НАТО, кој сега повеќе од било кога е близу до својата завршница. Повеќе од 25 години работиме Македонија да стане членка на НАТО алијансата. Оваа година поканата на НАТО самитот, започнатите и успешно завршените пристапни разговори покажаа дека Македонија знае, дека Македонија може и дека Македонија е решена да ги исполни своите стратешки цели. Во оваа година покажавме мудрост и во делот на одбранбените реформи, покажавме дека се држиме до зборот, дека го зголемивме не само нашето учество во мисиите предводени од НАТО, туку го зголемивме и нашиот одбранбен буџет. Тоа го направивме во 2018, тоа го правиме и за 2019 година. Го завршивме успешно стратешкиот одбранбен преглед и веќе почнавме со негова имплементација. Пристапните разговори со НАТО ни беа доказ дека знаеме каде сме тргнати и дека знаеме како да стигнеме до целта.
Ги завршуваме и своите обврски од договорот со Грција и убедени сме дека на почетокот на 2019 година Македонија ќе биде на масата заедно со сите сојузници и членки на НАТО сојузот, а веднаш потоа, со успешно завршен ратификуван процес, ќе бидеме и 30-та членка на НАТО алијансата. Македонските граѓани живеат со вредностите на алијансата, а на неа гледаат како на место каде што припаѓаме, бидејќи ги споделуваме истите вредности. Нашата континуирана цел е безбеден, сигурен и просперитетен регион и очекуваме дека нашето членство во алијансата тоа ќе го обезбеди. Ви благодарам уште еднаш што сте со нас. Madam Minister, thank you so much. Ladies and gentlemen of the press, it is great to be back here in your country. I first came around 2004 in my duties on the joint staff of the Joint Chiefs of Staff in Washington, D.C. for the execution of the Lake Ohrid Accords. Значи, ви благодарам, господјо министерке, дами и господа од медиумите. Би сакал да кажам дека ми представува задоволство што сум тука во вашата земја. За прв пат дојдов тука во 2004 година како учесник, односно како представник на Сдружената команда на Соединетите Американски држави за време на потпишувањето на Охридскиот договор. At the time, our vision for your country with your countrymen was NATO accession. Тогаш нашата визија за вашата земја беше станување членка на НАТО и пристапување во НАТО. And I believe that time has come. И верувам дека тоа време дојде. This morning I've been hosted by your Minister of Defense, Madam Shekarenska, and the Chief of the General Staff, Major General Jurkanovsky. Утрово имав можност да се сретнам со вашата министерка за одбрана, господја Шекеринска, и началникот на генералштабот, генерал-мајор Ѓурчиновски. NATO appreciates the remarkable development you have made, and we hope to welcome you as the 30th NATO ally in the near future. НАТО го цени вашиот извонреден напредок и се надеваме дека во блиска иднина ќе ви посакаме добре дојде како 30-ти сојузник во НАТО. The commitment of the 29 other NATO allies to your collective defense and security will promote stability for your country. Посветеноста на другите 29 сојузници во НАТО на вашата колективна одбрана и безбедност ќе ја унапреди стабилноста на вашата земја. Here in Skopje, NATO has its liaison office working closely with your government authorities. Established in 2002, its team provides advice on the full accession and integration process towards NATO. Тука во Скопје, НАТО има своја канцеларија за врски која тесно соработува со вашите власти. Формирана е во 2002 година, а тимот на НАТО канцеларијата за врски дава совети во целокупниот процес за добивање полноправно членство и интеграција во НАТО. Slovenian Colonel Jovan Jankovic is in the office. He met me at the airport today, and he and his team will continue the success story by contributing NATO's direct support to you. Полковникот Зоран Јанковиќ од Словенечката армија е тука во неговата канцеларија и денес ми посака добре дојде на аеродромот, а тој и неговиот тим ќе продолжат со таа успешна приказна преку директна поддршка и придонес на НАТО. I can assure you that NATO will continue to provide assistance wherever and whenever it is required, and so will I from my Joint Force headquarters in Naples, Italy. Ве уверувам дека НАТО ќе продолжи да обезбедува помош секогаш и секаде каде што тоа ќе биде потребно, а тоа ќе го направам и јас од мојата команда на Сдружената команда на сојузничките сили во Неапол. Madam Minister, congratulations and thank you. And if you agree, ma'am, we can take some questions. Господјо, би сакал да ви честитам и доколку може, повелете со прашања, дами и господа, ако имате.